Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар се засели со штипјанецот Бобо Николов, кој одново ќе го носи дресот на скопскиот тим. Поранешниот македонски репрезентативец во Вардар пристигна како слободен играч, откако претходно настапуваше за романскиот тим Констанца. Претходно фудбалерот од Штип за Вардар настапуваше во период од 2015 до 2018, период кога Вардар освои 2 шампионски титули и играше во групната фаза на Лига Европа. Николов кариерата започна во Штипска Брегалница, а потоа градеше меѓународна кариера за екипи од Романија, Унгарија, Италија, Молдавија, Босна и Херцеговина. Во Вардар доаѓа и аргентинецот Хоакин Торес, офанзивец кој настапал по крилните позиции. Минатата сезона настапал во бразилската серија Б за екипата на Амазонес, а има настапувано и за други екипи и носи и големо искуство. Вардар се засили со Дарко Велковски, кој е повртник во есенскиот шампион во првата македонска фудбалска лига, како и со крилниот напаѓач Стефан Цветковиќ. Велковски се враќа во македонскиот фудбал по богатата интернационална кариера. На домашната сцена беше дел од Македонија Ѓорче Петров во Работнички Вардар, а пак во странство настапуваше за екипи од Босна, Романија и Хрватска. Цветковиќ пак настапуваше за Чукарички, Графичар Белград, Црвена Звезда, Металец, Раднички Ниш и Железничар од Панчево. Работнички се засели со Јован Поп Златанов и Шарл Акулатце во борбата за опстанок во првата лига. Поп Златанов низ кариерата беше дел од Тетекс Пелистер, Македонија Ѓорче Петров Вардар, додека пак во странство настапуваше за Летонска рига. Акулатце е играч од средниот ред со француско потекло, репрезентативец на Того. Низ кариерата беше дел од повеќе екипи од Франција, Романија и Литванија, а пак во македонскиот фудбал кратко настапуваше за Силекс од Кратово. Прволигашот Башкиме се засели со Анатолиј Петијчу, кој доаѓа од второлигашот Беласица од Струмица. Низ својата кариера 23-годишникот настапуваше за Вардар и Повојдот Прилеп, а има настапувано за екипи од Германија како и за хрватскиот клуб Граничар. Петијчук веќе постигна и гол за Башкиме на пријателскиот меч со Рудар Плевлија на подготовките во Хрватска. Пролетниот дел од првата лига започна на 7 февруари, прволигаште продолжуваат со темпирање на формата и промоција на нови засилувања.